Иако остануваат уште неколку дена до крајот на изборната кампања, впечаток е дека овие избори се сосема поинакви кога станува збор за привлекување гласачи. Партиите, како многу повеќе да се заинтересирани своите програми и кандидати да ги пласираат преку социјалните мрежи наместо досега на митинзи. Партиите од македонскиот и од албанскиот блок имаат ангажирани цели тимови кои секојдневно пласираат информации за нивните кандидати за градоначалници на Facebook и на Twitter. Секоја изјава, средба со граѓани, гостување на телевизиска емисија на својот кандидат веднаш се споделува на Facebook преку спонзорирани страници за да допрат до што поголем број потенцијални гласачи. Она што веќе се применува во европските земји и во САД, а тоа е придобивање на младите гласачи преку социјалните мрежи, полека заживува и кај нас. Нашите партии стануваат свесни дека младиот гласач се помалку гледа телевизија, а се повеќе е на Facebook, па го променија и начинот како да го привлечат неговото внимание. За разлика од тоа, за митинзи на овие избори како да немаше голема заинтересираност кај граѓаните. Се поставува прашањето дали тоа се должи на замореноста на граѓаните од масовни собори или пак стравот од инцидентите кои се случија за време на кампањата и убиството на носителот на независната советничка листа на Кичево Али Табази. Слична е состојбата и кај партиите на албанците. Тоа го анализира и професорот Кјашиф Бакиу во емисијата Анализа за Македонија на телевизијата Клан Косова. Тој вели дека гласачите во Македонија полека стануваат свесни и дека се промениле на подобро. Албанскиот гласач е свесен, веќе не е толпа како на претходните избори, кога една партија на митинг собираше 10.000 луѓе. Сега по митинзи имаме по 300-400 луѓе и ниту една партија не се обиде да излезе на отворен простор. Партиските штабови се празни. Денес, наместо политичар, имаме албанец кој стана политичар и ова може да произведе резултат што може да биде непредвидлив. Професорот оценува дека партиите како да се плашат да држат митинзи на отворено и дека тоа може да доведе до неочекуван резултат на изборите.